Водиме преговори за мир, а војните не ги прекинуваме. Исократ. Глава 11. Александар, кралот Филип, го ценеше само како војувач, а секакви други разговори со него избегнуваше. Колку стануваше постар спрема таткото, стануваше се подрзок, макар што од него ги учеше војните вештини. Презирањето на Олимпијада спрема Филипа, понижувањето и грубите шеги на негова сметка влијаеа на момчето. Тој внимателно го слушаше татко си само кога стануваше збор за воени подвизи, за дисциплина и освојувачки планови. Филип за учители по борење му ги определи најдобрите и најистакнатите вештаци во аркувањето со меч и копја, па момчето и на тоа поле покажа успех. Макар што имаше причини да се гордее со способностите на својот татко, под непрекинато влијание на мајка му Олимпијада, кај момчето се појави завис према Филиповите успеси. Еден ден стаса гласник во градот Пела и донесе вест дека успеал по 3-месечна борба да го заземе градот Перинт, дека се здобил со голем плен и многу робови. Радост ги зафати сите, освен Александар. Тој, нерасположено, обрнувајќи им се на своите другари, рече: Филип ке заземе се, за мене не ке остане ништо. Филота, Харпал, Неарх, Фригија и Птоломеј се погледнаа и прснаа во смеа, зашто им се чинеше дека момчето се шегува. Но Александар беше сериозен. Харпал му потврдил: Зарем ти е мал Светов, се плашиш дека не ки имаш што да освојуваш? Така е, во право си, го удри Александар по рамо. Мојата татковина е целиот свет. Момчињата дури сега се зачудија, но никој не се насмеа на ова фалење, зашто сите добро го познаваа карактерот на својот другар. Никој од нив не можеше да знае до која мера кралицата Олимпијада кај својот син губи чувството за националност. А таа дотера до таму што мамчето беше ја изгубило љубовта према татковината, на тој начин создаваше од него личност готова за авантури. Така Александар од раната младост стекна способност за подвизи од секој вид, склоност за скитање и алчна желба за доживување. Филозофот Аристотел не можеше да влијае на карактерот на момчето, кое, како и секое надарено дете, веќе беше формирано. Големиот воспитувач пробуди кај него желба што повеќе да дознае и му всади љубов спрема науката. И тоа е се. Еден ден пред дворската порта се појави еден трговец со коњи, тврдејќи дека дошол по порака на Филипа. Бараше од стражарот да го пушти кај кралот. Зад него стоеше јак роп и држеше за узда накусо вран конј, кој како бесен поигруваше. Стражарите почнаа да се договараат и најпосле решија трговецот да не го пуштат во дворскиот круг. Еден од нив отиде да го извести кралот дека дошол трговец и дека нуди конј за продажба. Црвените ноздри, како жар, крупните огнени очи и танките нозе укажуваа на расноста и благородната раса на ждребето. Чудното животно поигруваше и се настрнуваше, тргнувајќи се наназад. Со желба што побрзо да го види расниот конј, кралот Филип брзо премина преку дворот и излезе низ портата во полето. По него одеа група официри и војници и Александар со своите другари. Перменион, стар познавач на коњи, прв проговори: Ждребото е од одлична раса, но е неупотребливо. Него не може да го скротат ни најопитните јавачи. Филип, нишајќи ја главата, го обиколуваше коњот и го загледа. Штета, рече. Ретко убаво животно. Дали го јавал некој досега? Го праша трговецот. Не, ни на момент не траби јавач на себе, одговори тој. Еве го донесов овде зашто знам колку си ти љубител на добри коњи. Кој смее да го јавне? Викна Филип. Јас, излезе еден млад коњушар. Прочуен јавач, кога кралот 2 пати го беше праќал да учествува на олимписките трки. Момчето му приде на коњот, ги фати уздите и се фрли на седлото. Коњот веднаш почна да се фрла, да ја свиткува главата надолу и да клоца со нозите. Неколку моменти јавачот се задржа на него, потоа летна во воздух и тресна на земја. Потоа се обиде уште 2 војници и еден офицер, но сите тројца паднаа од коњот. Штета вакво ждребе, викна Филип. Штета, нишаа со главите присутните. Сега сигурно никој нема да се осмели да го јавне, рече кралот. Има ли некој? Има, се чуа од групата еден глас. Сите се свртеа и погледаа. Александар му приоѓаше на коњот.
Сигурно не мислиш ти да го јавнеш, со ококорени очи од чудо рече Филип. Јас ке го јавнам, рече Александар, прифаќајќи ја уздата од трговецот. Кралот уште еднаш се обиде да го врати, но попусто. Мамчето веќе го чукаше коњот по вратот. Тогаш, водејќи го околу себе во круг, му ја сврте главата кон сонцето, зашто забележи дека коњот се плаши од својата сенка. Откако му се фрли на грб, остана некое време така, потоа ги попушти уздите и го пушти коњот да тргне според своја волја. Ждребото најнапред тргна со чекори, потоа се спушти во најголемата трка преку полето, а за час го снема за чумата покрај една рекичка. Филип пребледа од страф и возбуда. Неговите придружници викаа плескајќи со раците. Сите погледи беа вперени кон шумичката. Најпосле од зацвикот се појави јавачот. Го дотера со трчање коњот пред групата луѓе и слезе. Во одушевени извици го поздравија коњот и јавачот. Кралот го прекоруваше синот, но неговото лице се гледаше гордост. Можеше да загинеш, рече. Момчето мирно одговори. Зошто да загинам? Треба да се знае како се управува со конј. Тоа е се. Кралот Филип го преплати ќудливиот конј, а трговецот отиде задоволен. Така младиот Александар дојде до конј и го крсти Букефал. По неколку дена, едно момче, водејќи го конјот за узда, се приближи до дворската порта. Тоа без збор му предаде писмо, папирус врзан со врвка на стражерот, се фрли на конјот и во најголема брзина отрча кон шумичката и го снема зад неа. Неколку часа подоцна, Филип го имаше писмото во раците. Тој ја пресече врвката, го отвори папирусот и прочита. Неколкуте офицери кои беа присутни забележаа бледило на лицето на кралот. Филип, совладувајќи го гневот, рече: "Моја приватна работа, ова вас не ви интересира." Откако го рече тоа, отиде во одајата на Олимпијада. Кралицата го дочека со порој зборови. "Што сакаш, што бараш овде? Немаш ти со мене ништо. Откако се омажив за тебе и го напушив Епир, никакво добро не видов. Се држиш како вистински безбожник, ми губи питонот посветен на Диониса." "Тој беше бесмртен," потврли Филип. "Ги уби варварине, ја оштети светињата." "И ти си светиња и бесмртна," додаде пак Филип. "Јас од тебе не барам ништо, пушти ме да се вратам во Епир и таму да живеам пристоен живот. Зошто си дошол во мојава одаја, што сакаш?" Филип седна на масата. "Сакав да те прашам," почна. "Јас од тебе не барам ништо. Пушти ме да се вратам во Епир и таму да живеам пристоен живот. Зошто си дошол во мојава одаја, што сакаш?" Филип седна на масата. "Сакав да те прашам," почна, "од кого потекнува онаа приказна дека Зевс е твој маж, а што сум јас тогаш?" Кралот ја погледна право во очи. "Каква приказна, каков Зевс?" намигна Олимпијада. "Не знам јас ништо за тоа." "Не знаеш? Со години зад моите плеки се зборува дека јас не сум татко на Александар, а ти ете не знаеш за тоа ништо. Како владетел си ти кога дозволуваш такви работи за тебе да се зборуваат?" "Не за мене, тука за тебе," дофрли кралот. "Одсечи му ја главата на еден од тие плеткаджи и ќе биде крај на сите приказни. Впрочем, кој ти го рекол тоа?" "Лекарот Филтон, кого си го продала како роб." "Каде е тој?" пламна кралицата. "Тоа не е важно. Еве ти го неговиот папирус. Денеска го добив." "Кој го донесе?" "Тоа не е важно. Читај." Кралицата го зеде папирусот и почна да чита. "Поздрав на Филипа, синот на Аминта, кралот на Македонија. Од Филтона, синот на Диодор, лекар во Теба. Крал Филип, ти пишувам како слободен човек од слободната земја Беотија. Твојата жена ме продаде како роб, зашто се осмелив да кажам дека ти си татко на наследникот на македонскиот престол. Таа тврди дека таткото на детето е Зевс. Те молам, погледај и испитај тој Зевс случајно да не е твојот офицер Клитандар, главниот помагач во злосторствата на кралицата Олимпијада." "Што ќе кажеш на ова?" праша кралот. Олимпијада со презир се насмеа. "Клевета, лекарот го фрли в затвор и го продадев како роб зашто беше Демонстенов шпион." "Нели?" се насмеа кралот. "А што не ми го рече тоа порано?" "Сум ти го рекла, си заборавил." "Сум заборавил, величествен изговор. Чудесно, возвишено, красно. Впрочем, имам да ти соопштам нешто што е поважно." "Поважно?" се зачуди кралицата.
Поважно, ќе се ожена. Ти? Зошто? Затоа што по правило кралевите може да земат и друга жена. Олимпијада пребледе од бес. Јас тоа право нема да ти го одземам. Сега оди варварине, оддалечи се од мојава оддаја. Би било добро да се приготвиш и што побргу да отпатуваш во Епир. Тоа е инеку твоја одамнешна желба. Филип по втор пат се ожени кога Александар имаше 16 години. Свадбената свеченост беше приредена во храмот, а гозбата во ловечката сала. Невеста беше македонката Клеопатра, млада и убава. Се расправаше дека кралот Филип бил во неа страшно заљубен. Гозбата почна со здравици. Му се наздравуваше на кралот, на новата кралица и на нивното идно потомство, а на Атала, вујко на невестата, што одгледал толку убава девојка. Во тоа време, Олимпијада, која не отпатува во Епир, беше во својата соба со неколку дворјанки и ги повикуваше духовите од долниот свет, молејќи ги да го уништат новиот брак. Кралицата со клетви, гатање и фрлање магии го проколнуваше кралот и неговата невеста, ветувајќи им на Хеката и Јерниите големи ветувања, ако и помогнат да изврши одмазда. Во настап на бес и верска занесеност, Олимпијада стави во една убава кутија раздразнета кобра и по роб ја испрати на невестата за дар. Младиот роб, не знаејќи што носи во кутијата, се појави со насмеано лице во ловечката сала и приде на Клеопатра, клекна на левото колено и подавајќи ја кутијата рече: "Преубава и пресветла кралице, прими го овој подарок од непознат дарител кој те обожува." "Кој го испрати него?" праша Филип. "Ми е наредено да го држам во тајност неговото име." Клеопатра, сладка и насмејана, ја зеде кутијата и почна да ја одврзува врвцата. "Стој!" викна кралот, залепувајќи гувото на кутијата. Во салата настана тишина. Сите очи беа вперени во кралот. Филип ја зеде кутијата и приде кон огништето. На сомнителни подароци од непознати подарувачи, овде им е местото. Кралот ја фрли кутијата во оган. Набрзо се чу пиштење на змија. Од жештената кутија, незиното тело излезе и се склопчи на жарот пиштејќи. "Сега не мораш да го спомнуваш името на благодарниот дарител," рече. "Сите знаеме кој е, а тебе за љубезноста и добрата волја еве ти бакшиш." Кралот го тресна со тупаница по уста. Момчето падна. Филип им се обрна на гостите. "Да ги испиеме пехарите за здравјето на новата кралица." Александар седеше на масата нерасположен и столчен. Откако му се обрна на Птоломеј, кој беше покрај него, рече: "Ужас ме фаќа кога ќе помислам во каква средина сум израснал. Имаат право атињаните. Оваа земја е варварска, а ние сме здивена маса." Бидејќи ја познаваше подмолноста на својата мајка и избувливоста на Филипа, момчето како да причувствуваше дека се готви зло. Атал, вујкото на невестата, наздрави полупијан, стана и држејќи го пехарот ја започна здравицата. "Кралу Филипе, и сите честни и честити на овој собир слушнете." Вревата се стиши. Сите присутни сметаа дека здравицата со полн пехар доаѓа право од срцето на боговите. Невестата, уште под впечатокот на тоа што се случи, седеше бледа и со насолзени очи. Филип, веќе пијан, се обидуваше да пее. Меѓутоа, Атал продолжи: "Нека му е слава на Александар, дедото на нашиот крал, нека му е слава на Аминта, таткото на нашиот крал, и нека му е слава на кралот Филип и неговата нова невеста, кралицата на Македонија. Таа ќе му роди вистински наследник на престолот." "А што сум тогаш јас изроду варварски?" викна Александар и го сврте пехарот кон говорникот. Во салата најнапред настана врева, а потоа се стиши. Од Аталовата глава течеше крв, но на тоа никој не обрна внимание. Сите гледаа во кралот. Филип, вртејќи ги очите и стекајќи ги вилиците од бес, стана, го извади мечот и поиде кон синот. Никој не се осмели да му го попречи патот. Погледите на исплашените луѓе се вкрстуваа, а извици на вчудовиденост избија во салата. Филип, опфатен од пијанството и бесот, се препна на една клупа и падна. Мнозина се стрчаа да го кренат, а Александар со грохот насмеа се насмеа. "Луѓе, погледајте го овој крал што не може да направи ни 5 чекори, а се готви да го нападне Персиското царство." Откако го рече тоа, момчето со брзи чекори излезе од салата.
Другиот ден, Александар отпатува во Илирија, не поздравувајќи се со татка си, а Олимпијада во Епир проколнувајќи го кралот и неговата невеста. Настојувањата на пријателите Филип да влијае на нив и да ги задржи на дворот беа залудни. Неколку месеци по овој настан во градот Пела дојде Демарат од Коринт да го посети својот пријател Филип. Откако се поздравија срдечно и седнаа на масата, кралот почна да се распрашува каква е состојбата во Елада и дали постои слога меѓу елините. Срами се кралу Филипе, рече гостинот, ја растори својата куќа, а се грижи што се случува во туѓа земја. На настојување од Демарата и другите пријатели, кралот попушти и прати луѓе од Илира да го доведат Александар. Во знак на помирување, на синот му го даде државниот печат и управата над Македонија, а тој ја поведе војската и нападна на градот Бизант во Пропотнида. Меѓутоа, додека Демостен со своите огнени говори ги распалуваше елините против Филипа, дојде до полн израз идејата за големо царство, единствено и средено, и за еден владетел кој на варварите во Азија би им ја наметнал елинската култура. Прочуениот говорник Изократ почна во своите говори да ја истакнува неминовната потреба за општо пријателство меѓу елините, нагласувајќи дека само така варварите од Азија може да се совладаат. Стариот говорник замислуваше дека под раководството на еден војсководител, способен и решителен, цела Елада ќе завојува против Персија. Тој војсководител секако дека треба да биде кралот Филип. Изократ му зборуваше на народот. На персискиот цар најмило му е да гледа како ние овде меѓу себе се караме и тепаме. Тој нас со полно право не презира, зашто го постигнал она што на неговите предци не им пошло од рака. Успеа да не скара и во својата војска да има елински наемници кои добро ќе му послужат во војната против нас. На тој начин, тој сите елински градови ги стави под своја власт, па едни ги руши, а да другите им зидат тврдини. Зар му е потребно својата војска да ја префрла ваму, кога елините го прават токму тоа што му годи и што му оди во прилог нему? На персискиот цар никогаш не му е доста. Тој едно има, а друго се подготвува да го грабне, а третото го демне. Така мора и да биде, зашто тој е човек што се радува повеќе на туѓото зло отколку на своето добро. А што правиме ние меѓу себе? Водиме преговори, а војните не ги укинуваме, туку ги одложуваме до првиот случај кога едни на други по старата навика ќе си ставиме меч под грло. Војувајќи меѓу себе, свесно ги фрламе своите народи во беда. Нема да ги уживаме благодетите на мирот, додека не ги совладаме варварите. Поради тоа, треба што побргу да ја пренесеме војната одовде во Азија и своето борбено искуство да го свртиме против варварите. Овој говор предизвика збрка меѓу елините. Едни огнено се определија за Филипа и за пријателство со него, а други потикнати од Демостеновите говори стоеја вооружени, упорно бараа да се судрат со македонците и да ги истераат од Елада. Атина беше водач и главен двигател на сите што сакаа пресметка со кралот Филип. До пресметката и дојде. Елинската и македонската војска се сретнаа кај градот Херонеа во Беотија. Борбата беше страшна. Елините се бореа како да причувствуваа дека дошол пресуден момент во нивната историја. Македонците, одамна налутини што им се испречува патот во Азија и походот на Персиското царство, напаѓаа жестоко. Во текот на борбата долго не можеше да се оцени на чија страна ќе биде победата. Младиот Александар, на кого татко му ја довери командата на коњицата, трчаше по боиштото на огнениот конј и налетуваше во групи од непријателот, оставаше зад себе купишта лешеви и се пробиваше се понатаму. По него, како млади лавови, продираа Филотап, Птоломеј, Фригија, Никанор и Клит, синот Дропидов, црноморно момче, снажен и смел борец. Меѓу елините во јунаштво се истакнаа Дидимах, страшен борец со меч и копје. Тој неколку пати проби низ македонските борбени редови, создавајќи премин за своите другари, што го следеа во чекор. Десно и лево од него пустошеа лекарот Филтон и Проклес, атлетот од Теба. Ним им го штитеа страните Пинтија, Калес, Никанор и Диота, сега веќе сите зрели луѓе. Дидимах од Арголида, водејќи чета изворедни борци, и уништуваше се пред себе. Тој го нападна прочениот Филипов Мегданџија Питеј. Замогнувајќи со мечот со еден удар му ја отсече главата.
Потоа се стрча на Боза, борец прочен по сила и вештина во борење со копје. Македонецот, правејќи кругови околу противникот, отстрана го фрли копјето право во слабината на противникот, но Дидимах го остави металниот штит, па обложувајќи го ударот, го сврте правецот на копјето. Тогаш арголигијанинот го напрадна брзо Боза, му го исфрли мечот од рацете и го проби на местото каде што завршуваше оклопот. Арголигјаните се втурнаа во неговата чета и речиси сета ја исекоа. Даох Тесалецот, начело на една дилотија од диброволсти од Тракија, се пробиваше кон Дидимах. Тракиците, диви борци, вешто одбивајќи ги нападите, задаваа речиси секогаш смртоносни удари. Атињаните ги засипаа со стрели, но тие сите во оклопи и со шлемови на главите, заштитувајќи се со тракалестите штитови, дадоа отпор. Даох го уби Граника, прочиен војник од Платеа, близок роднина на славниот Пелопида. Тогаш го засече со мечот по вратот Алкамина, синот Дријатов, и му ја отсече раката на Месапа од Еубеја. Тракиците доброволци, како страшни жетвари, продираа низ бојниот ред на елините, го касапија и го растураа. Филтон, борејќи се во групата на тебанците, го догледа Даоха. Пинтија и Калес, откопчувајќи ги стрелите, одеа пред него. Проклес, атлетот и Никанор со групата платеци беа зад нив. Лекарот реши да го нападне Даоха. Фрлајќи го копјето, го тргна мечот од ножницата и се стрча на македонецот. Но во тој момент почувствува дека некој го фати за врат и го задржа на место. "Стој!" викна Проклес. "Тоа е Филиповиот офицер што ме стави в затвор. Сега е време да му се одмаздам. Диота, тргнувај по мене, ќе го фатиме жив." Бившиот Филипов конјушар прв тргна кон нив, одврзувајќи го јажето што му беше навиткано околу половината. Но тракијците како булук волци го опколија атлетот. Бранејќи се со копјето и мечот, Проклес навлезе во толпата. Диота патем собори тројца напаѓачи, сите со продупени бутови. Филтон му притрча на помош на атлетот и почна жестока борба. Проклес, борејќи се како луд, стаса до Даоха. Македонецот го догледа и се сепна. Тој момент го искористи Диота и му фрли на војувачот јамка на вратот. Проклес му го тргна јажето од раце и влечејќи го Даоха по земјата, го извлече од борбата. Диота потрча по него. На 100 чекори од местото каде што се водеше борбата, страшниот тебанец застана под еден даб. "Ќе го обесиме," рече покажувајќи на гранката која беше најниска. "Качувај се, Диота." Конјушерот плукна во дланките, се изјази на дебелото стебло и го прифати јажето. Атлетот го подкрена полуонесвестениот македонец и кога почувствува дека јажето се затегнува, го пушти. Даох почна да се грчи и да прета. Меѓутоа, групата борци од гардата кралска придружба, бракајќи ги пред себе скршените атињани, налета на дабот. Откако се фрлија на атлетот, речиси го згмечија со своето множество. За тоа време другите го скинаа јажето, но Даох веќе беше мртов. Диота, за да не го отепаат со стрелите и копјата, скокна од дрвото и се предаде. Меѓутоа, Филтон им подвикна на своите и се стрча кон дабот. Дидимах со арголигјаните тргна по нив. Неколку стотини елини почнаа наново борба. Пробивајќи се до атлетот, Филтон го ослободи и него и Диота. Клапушестиот Тесалец веднаш досегна еден меч и се втурна во борба, а Проклеса, крвав и испретепан, го одведоа Калес и Пинтија. Филиповата фаланга се бореше во центарот на борбата против тебанската коса фаланга. Борците од обете страни постојано се тепаа. Тебанците како леси паѓаа, но робовите зад нив ги пополнуваа празнините и борејќи се на лешевите на своите другари се спротивставуваа на јуришите на македонците, нанесувајќи им огромни загуби. Понекогаш меѓу алинските редови се издвојуваа група борци и жестоко напаѓајќи продираа во Филиповата фаланга. Растерувајќи ги македонците во борбата, Дидимах и Филтон се преастанатите борци дофатија коњи што трчаа низ боиштето без јавачи и удреа одстрана во Филиповата фаланга. Македонците се поколебаа. Нивната нерешителна одбрана им даде уште една поголема храброст на напаѓачите. Борците од Арголида се збија како клин во средината на фалангата. Дидимах отепа неколку македонски хоплити и нападна еден илирски офицер доброволец.
Филтон, задавајќи брзи удари, рани и собори четворица противници, го фрсти мечот со петиот. Арголигјаните во желбата да не останат зад нив се тепаа како под команда. Демостеј, борејќи се меѓу атињаните, го здогледа пробивот во македонската фаланга и се развика со цел глас. Напред, Елини! Уште малку сила и храброст и победата е наша. Атинските борци непрекинато трчаа во разбиените македонски редови. Меѓутоа, кралот Филип го напушти челото на фалангата и трчајќи на бесниот коњ дојде до тоа место. По него група коњаници од гардата кралска придружба, викајќи, влетаа толку силно во местото на бордата, што сите борци се измешаа. Стискајски се едни со други, не можејќи да замавнат со оружјето, борците се дупеа со ножовите и се тепаа со тупаници. Се фаќаа едни со други и се соборуваа од коњите. Пешаците, стуткани сами во куп, ги изфрлија копијата и ги извадија мечевите и ножовите. Меѓутоа, Дидимакс и Филтон, откако продреа веќе до средината на фалангата, направија простор и почнаа да се борат со поголем ред. Многу македонски борци отстапија пред нив. Тогаш од групата кралска придружба се издвои едно стројно момче со крупни очи и големи веги и почна да вика: "Тргајте се, место, јас ке се поровам со нив." Клит, синот Дропидов, црниот Клит, најмлад во гардата кралска придружба. "Тркајте се", извика некој. Дидимакс веднаш го нападна Клита. Неговиот меч секавично светна и се спушти. Момчето го подметна штитот и го издржа ударот. Тогаш почна нееднаква борба. Дидимах, прекален борец, вртеше со метош и удираше, задаваше удари со таква брзина, што присутните ги фаќаше вртоглавица. Сите пристанаа да се борат и ги вперија погледите во двајцата борци. Заборавајќи на борбата, со искокорени очи и зинати усти од возбуда, тапкаа нестрпливо на место, гледајќи во гомегданот, не обзирајќи се што коњите, подскокнувајќи и клоцајќи, ги расипуваат двата бојни реда. "Ќе умреш", викна Дидимах, задавајќи еден страшен удар. "За слава на кралот Филип", врати момчето и го подметна штитот. Елинскиот борец не стаса да го извлече мечот од штитот, што го проби, а Клит со својот меч му ја продре слабината. Дидимах писна и падна од коњот. Извиците на македонците и исплашените гласови на елините одекнаа на бојното поле. "Доста беше театар, удрете", викна Филип, трчајќи со коњот во купот на непријателите и дупејќи и распрачувајќи кого ќе дофати. Арголигјаните, бесни поради смртта на својот водач, се тепаа додека сите не паднаа мртви или ранети. Филтон со својата група борци се проби низ обрачот на непријателот и се даде во бегство. По него трчаа атињаните, а пред нив Демостен, фрлајќи го својот штит, на кој со златни букви пишуваше "Со добра среќа". Во тој момент стасаа гласови од центарот на битката. Александровата конјица ја разбила тебанската коса фаланга. Битката се приближуваше кон крајот. Столчени и растурени, елините бегаа на сите страни, а разјарените македонски борци ги бркаа по полето како дивеч. Предвечер, сонцето осветли страшна гледка. Купишта лешеви од луѓе и коњи го беа прекриле бојното поле. Овкањето на ранетите се мешаше со ражењето на коњите, кои безјавечи трчаа по боиштето. Смрдеа на крв, пот и ситна прав го отежнуваше дишењето. Оддалеку допираа гласови на труби кои ги повекуваа тебанските војници да се повлечат кон мучериштата на езерото Копаида. Во шаторот на македонскиот крал, војниците ја прославуваа победата. Се точеше вино без мера од мевовите и грамогласна песна ја разбиваше ноќната тишина. Кога се појави месечината и го осветли бројното поле, кралот Филип излезе од шаторот и нишајќи се појде меѓу лешевите. Пијаниот крал ја почувствува радоста на победата, ги креваше рацете кон небото и подвикнуваше. Играјќи и потукнувајќи меѓу лешевите, Филип пееше: "Ова го сакаше Демостен, синот Демостенов." Пременион му приде и го фати за рака. "Кралу", рече, "ова не е место за играње и пеење. Тоа боговите не го дозволуваат." Филип го погледа и се фати за глава. "Да", рече, "ова го сакаше Демостен и успеа. Не сум можел да го победам, но ги победи неговите борци, и неговите и своите. Погледај што се направи поради инајето на еден единствен човек", рече Филип спржувајќи ги раците. "И зошто се во ова? Ова не е начин за помирување, дури сега ќе настане борба. Со победените постапувај благо и ќе ги придобиеш, тоа е вистинска победа."
Вистинска победа, екна кралот. На делините никогаш нема да ја постигнам. Тие се демони. Оддалеку се слушна труба. Филип го фати другарот за мишки и гледајќи кон исток рече: Ја слушаш ли трубата? Тебанците се повикуваат. Го познавам добро тој знак и немој да се изненадиш уште ноќеста ако не нападнат. Тебанските јаки глави, сите треба да се обесат. Филип шкртна со забите. Неговиот замаглен поглед повторно почна да лута по боиште.